7 лица се приведени, а едно е недостапно на органите за прогон за нелегална продажба на нафта. Во рамки на акцијата на Управата за финансиска полиција и на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и со асистенција на тигрите. Во текот на денешниот ден под раководство на предметен јавен обвинител биле извршени претреси на повеќе локации на подрачјето на општина Липково, Куманово и Желино. Се работи за сложена предистрага која опфаќа повеќе правни и физички лица, а целта е целосно разоткривање на криминалната група, која действувала подолг временски период. Телма дознава дека претреси се извршиле на 8 локација, предмет на истрагата се 13 луѓе и 10 фирми. Се гонат за злосторничко здружување, даночно затајување, даночна измама и перење на пари. Тие продавале нафта во кеш, а потоа парите ги пријавувале како дневен промет во фирмите преку фиктивни фактури, при тоа барали поврат на ДДВ. Направената штета на буџетот на државата се проценува на околу 7 милиони евра. Извори за Телма велат дека дел од истрагата е фирмата Крон Оил од Никуштак, Липково. Според податоците на бизнис мрежа може да се забележи дека Крон Оил има 5 подружници, односно неколку бензински пумпи. Во Никуштак под истото име како и фирмата Крон Оил, потоа Чучер Сандел под името Беса Петрол и во Газибаба бензинската пумпа Б Петрол. Крон Оил е формирана во 2011 година. Дејноста е трговија на мало со моторни горива и мазива. Собственици на фирмата се Бесник Фатмири и Фаредин Синани. Фирмата лани имала приходи од 11,5 милиони евра и за 3,4% повеќе од претходната 2023 година. Годината ја завршила со добивка од речиси 667.000 евра. Инаку Бесник Синани е собственик и на Беса Трансгруп од Липково, која се бави со товарен патен транспорт. Фаредин Синани пак е директор на фирмата. Пред истрагата на финансиската полиција траела повеќе од 2 години.